Граѓанските здруженија против рудници во Струмичко обвинуваат дека концесионерот на рудникот Иловица Штука, Euromax Resources, последниве недели врши подкуп на населението со донации. Според Здрава Котлина, Euromax се обидува да ги одоброволи жителите на регионот, представувајќи се како добродетел и делејќи им земјоделски машини, иако компанијата се уште нема никаква економска активност. И сега тие ќе го дадат тој милион само за донација за нешто што не се ни почне да работат? Какви се тие глупости? Тоа е само коруптивно ветување, измама, каде што пробуваат да стекнат некаков углед, некаков респект меѓу граѓаните на нашата заедница. Но тоа не се купува со пари. Ова не е на продажба. Во селото Штука, непосредно под локацијата на рудникот, не се гледа благонаклоно на граѓаните кои аплицирале за јавниот конкурс за финансирање проекти. Активистот Илјо Малинов вели дека неговите соселани треба да бидат свесни дека постоење брана повисока од 200 метри е закана за целиот регион со оглед на скорешните катастрофи во Западна Европа. Ако се случи, например, браната е половина пана отровна вода и фатате ни такви дождови, дека ќе оде таа вода? Принудно во таа брана. Как се наполне таа вода тука, отровната вода, принудно ќе излезе од браната. Така ли? Не мора да се скапе браната. Ќе биде изфрната. Дека ќе оде таа вода, дека ќе мине, по кој пат ќе помине? Најнапред преку Штука, Секирник, према Ново село, бугарска граница, на Куолта, там Грција, тај дел, Македонија, и во Егејското море. Сето тоа ќе биде затровено. Јас не знам какви се тие тука, ако веќе тука тоа, като да се реше, некој да рече нека биде од економска гледна, и ни вработат, и ни дадат пари. Јас знам, но последиците дали ги гледат. Од компанијата Euromax велат дека преку акциите сакале да придонесат за полесно пребродување на последиците од ковид-кризата со донации во здравствениот сектор, повеќе локални проекти, како и асистенција на индивидуални семејства и женското претприемништво во земјоделството и сточарството. Намерата им била да докажат дека земјоделството и рударството во 21. век можат да коегзистираат и да се развиваат заедно. Оттаму наведуваат дека проектот е модерен и безбеден и порачуваат да им се остави на институциите во државата и надлежните судови да одлучуваат за иднината на рудникот за бакар што сакаат да го отворат.